Општина Кочаник вложи околу 1.270.000 денари за да ја реконструира пластичната подлога на спортските игралишта во дворот на Средното училиште Љупчо Сантов. Со парите планирано е да се замени вештачката трева на површина од околу 940 метри квадратни. Тендерската постапка за набавка на новата подлога е започната со објавување на јавниот повик за избор на фирма што ќе ја обезбеди и постави вештачката трева. Повикот трае до 13 септември, што може да се смета како доволен период за да се реализира освежувањето на спортските терени. Сепак, повторно е чудно што активноста се реализира токму во предизборниот период, иако во изминатите неколку години првиот човек на локалната самоуправа повеќе пати најавуваше дека во план е реновирањето на спортските терени. Очекувам дека ќе обезбедиме средства за наредна година, заради тоа што толку му и векот на траење на таквата вештачка подлога 5 години. Очекувам дека наредната година ќе го смениме комплетно барем едното игралиште, она што е фудбалското, а додека кошаркарското ќе остане за понатаму. Оштетувањата на подлогата на спортските игралишта кај гимназијата се големи и го невозможуваат нормалното спортување. Кога во јуни 2009 година беше завршена реконструкцијата на игралиштата, од општината рекоа дека биле инвестирани 20.000 евра. Тогаш, освен вештачката трева, објектите добија и нова ограда, осветлување и трибини за публиката. Околината беше исчистена и уредена, а се изградија и бехатон патеки, зелени парцели, се поставија канделабри со соларни панели. Според техничката спецификација на тендерската постапка што сега е во тек, не е нагласено дали со новите 20.000 евра ќе се замени само вештачката трева или ќе се поправи дел од искинатата заштитна мрежа и ќе се обнови околината на игралиштата. Имаше ветувања дека терените ќе им се изнаемуваат на спортски екипи, клубови, друштва и поединци за спортување по пристапни цени, но по оштетувањата терените останаа заборавени.